Председателот на Советот на градоначалници на Источнопланскиот регион бара регионален третман и на комарците и на кучињата скитници. Смета дека поединечното прскање против комарци не го решава проблемот во регионот. Досегашното прскање во кочани не дало сериозни ефекти, а токму овој регион е најпогоден поради оризовите ниви. Сметам дека со еден регионален пристап на тој проблем дека можеме полесно и по-добро да го решиме проблемот со комарците. Мислам дека овака како што го правиме, ние за жал закаснивме за една таква идеја ова година и затоа секоја општина се снаоѓаше како и во минатиот период. Меѓутоа мислам дека е ова прашање на право место и во право време да размислиме во следните години навистина да му дадеме еден друг пристап, посериозен пристап и да му најдеме решение, едносно да регионално пристапиме и да сите заеднички пристапиме кон прскањето. И предходните градоначалници една година заеднички ги третираа комарците, но помалите општини кои немаат финансиски капацитет не си ги подмирија долговите. Штипскиот градоначалник се согласува дека е потребен регионален третман, но токму и тој сугерира дека во овој дел ќе имаат проблеми при заедничките акции. Регионално ќе биде малку тешко, бидејќи се работи за 11 општини, 11 субјекти кои што треба да склучат договор со еден правен субјект или фирма која што ќе го врши прскањето во целиот регион и тоа е малку потешко изводливо, но ќе разговараме на ниво на ЗЕЛС за дали тоа може да го превземе владата на Република Македонија за да ги превземе сите региони и делот на прскањето. Например, знам дека проблемот е во делот на реката, течењето на реката Брегалница и дел од општините кои што си ја вршат својата работа во рамки на тие општини е окей, меѓутоа има општини кои што не склучуваат договори ради одредени нивни интерни причини. Општините од Источнопланскиот регион на последната седница во Берово искажале согласност и во ставот за заеднички пристап и регионален третман на состојбата со кучињата скитници. Граѓаните од сите општини од регионот реагираат на проблемов и бараат локалните власти да го решаваат, односно да има хуман третман за кучињата скитници. Засега Штип работи на отварање на стационар за кучиња. Во Кочани пак третманот на кучињата скитници е локална надлежност, која е делегирана на комуналното јавно предпријатие Водовод. За шинтерски услуги, односно за ловување на кучиња скитници, по реализираната постапка за јавна набавка е склучен договор на една година со фирма од Куманово, за што се наменети 470.938 денари. Оваа фирма неколку години наназад ја вршеше истата услуга во Кочани, но таму велат дека граѓаните постојано реагираат на квалитетот и начинот на кој се третираат бездомните кучиња.